Во време кога се почесто зборуваме за успеси, резултати, брзина на живење, тивките борби што се случуваат во внатрешниот свет на децата и младите неретко стануваат незабележани. Или барем така беше досега кај нас, бидејќи на 15 ноември некако работите се помрдна, се одржа Марија чинам прва беше конференција, втора конференција. Година, да. Се извинувам за менталното здравје кај децата и кај младите, односно кај адолесцентите. Денеска ќе отвориме една убава тема со нашата веќе пријателка и редовна соработничка психологот Марија Кунеска, која стои позади оваа конференција, овој семинари, две прекрасни млади души кои што беа дел од истото. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро за Боријан Јорески, 10 годишен учесник, еден од протагонистите на оваа иницијатива. Боријан, добро утро. Која чаша вода ти е? Втора? Втора ни испи. Две чаши води ни испи. Јована Петровска, 15 годишна говорничка на конференцијата. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро. Нема да навлагам многу во детали во најавата, бидејќи сакам да оставам секако повеќе време да не упатите за сето ова. Марија, од каде тргна идејата за организирање на оваа конференција за деца и млади пред 2 години? Идејата тргна токму од мојата секојдневна работа со децата, со младите, со родителите, со семејствата, со кои секојдневно се сретнуваме и со кои секојдневно ги споделуваат своите предизвици и сето она со кое тие се соочуваат. Така да забележавме во периодов наназад и дека ние возрастните многу зборуваме за децата, особено ние психолозите, но колку ние успеваме да ги пуштиме децата да зборуваат за себе и тие да кажат како им е и тие сами да ги изразат своите предизвици. Инаку ние како возрастни дефинитивно и доста многу можеме да кажеме и да придонесеме и да одржиме и настани, но тоа што е многу важно да ги слушнеме токму нив. Низ мојата секојдневна работа изминативе 10-11 години токму со деца и млади, она што длабоко, многу јасно го увидов кај нив е дека имаат потреба да бидат слушнати, видени и да се доживеат присутни кај животите на другите луѓе, особено кај нивните блиски, родителите, семејствата, а тоа се доживува само кога нивните емоции и чувства се слушнати. Така да првата конференција која се одржа лани исто во ноември, ни беше гостинка, за тоа се извинувам, меѓутоа премногу теми и гости некогаш се заборава. Да. Првата конференција ни беше еден храбар чекор, токму тоа да го увидиме, имаше една голема посетеност која ни укажа на токму таа јасност дека дефинитивно има потенцијал да се зборува и децата го заслужуваат тој простор каде што можат да се изразат и да бидат слушнати, така да и посетеноста беше доста голема, полна сала со млади и деца, наставници, стручни соработници, родители, цели семејства каде што емоциите заземаа главна улога. Така. Боријан, кажавме имаш 10 години. Кога ти е роден? Кога ќе полниш 11? На 19 ноември. Наполни веќе 11? Добро, нека ти е среќен роденден, вака со задоцнување. Боријан е дете кој подолг период работи на своето ментално здравје со поддршка од психолог. Неговата приказна е доказ дека разговорот, довербата и поддршката на вистина прават разлика. Боријан, со што најчесто ти е тешко тебе и на твоите другарчиња во училиште, дома, кога се дружите? Најтешко ми е кога ми кажуваат вулгарни зборови, кога ме пцујат, и кога ми се закануваат. Кога си тажен, луд, загрижен во тие моменти, што правиш за да се чувствуваш подобро? Мајка ми и татко ми помагаат, ме прашуваат како си, дали си добар и така. Така, а кој најчесто ти помага? Најчесто ми помагаат родителите мои. Преку разговор си разговарате, ти си искрен со нив, отворен, им кажуваш се што ти лежи на срце и се што ти се случило тој ден? Да. И што мислиш, дали е во ред децата да разговараат освен со родителите и со психолог, ако нешто ги мачи, ако нешто не знаат да решат, дома или сами? Па, да. Зошто? Зошто мислиш дека е добро да се разговара со психолог? Зашто психологот ти помага да бидеш подобар, ти помага за твоето здравје и
Сигурно се чувствуваш пубаво кога ќе завршиш со разговор со психолог и исто како Да. да си разговарал со мама и со тато, но на еден малку по-различен, можеби поискрен начин. Да. Нешто некогаш сакаме од мама и тато да скриеме, па некогаш имаме нешто срам да ја кажеме на нив, ама со психологот можеме се да се изборуваме. Да. Честитам на тебе, но и на твоите родители, што навистина од мали нозе сте ја сватиле суштината за грижата на менталното здравје. Марија, благодарам што ни го донесе Боријан да ја упатиме оваа порака до сите што утрово не гледаат и навистина ова интервју ми е посебно бидејќи прв пат имаме вака млади луѓе кои што вака отворено зборуваат за своето ментално здравје. Боријан, па ти како да имаш 20 години, не 11, така ми изгледаш. Ти честитам уште еднаш, браво. Јована, имаш 15 години. Беше говорни или наполни 16. Не, 14. 14. Беше говорничка на конференцијата, храбро зборуваше за тоа како изгледа борбата кога таа е тивка, невидлива, но длабоко присутна и зошто е важно молку да се препознае навреме. Што те мотивираше да застанеш на говорница на оваа конференција? Мислам дека најголема мотивација ми беше тоа бидејќи знам и не само моје друштво и мои врсници, туку опште дека младите луѓе поминуваат низ многу големи проблеми, најчесто фамилиарни, па можно е да се во училиште или социјални, и знам дека некој нема доволно храброст, како и јас порано, да застанат и да си ги искажат чувствата. И мислам дека од кога ја направив таа одлука, да застанам храбро и да кажам дека ни треба помош и дека не секогаш ќе ни биде лесно, тоа ми беше најголема мотивација, бидејќи се осеќав како ја зборувам во име на сите мои врсници и не само за себе. Колку е важно да се грижи еден твој врсник, луѓето од твојата генерација да се грижат за менталното здравје и колку тебе ти е важно во твојот живот? Мислам дека тоа е најважно, бидејќи тоа ни е всушност дел од секојдневието и менталното здравје зависи од нашиот цел ден, значи како ќе се осеќаме, како ќе се однесуваме и се грижам, па благодарение на мојот психолог веќе 2 години, Марија Маша, во незината студио, таму значи преку различни игри, техники, не само што научив како да бидам смирена во ситуациите и да се осеќам како дека некој ќе ми ислуша и да се осеќам како тоа да ми е место каде што ќе отидам и ќе се искажам потполно без никој да ме не знам да мисли лошо за мене. И таму не само што сватив како да се справам со ситуациите, туку и научив како да се контролирам сама себе, да си ја сватам мојата ситуација и како да ми олесне. И исто така голем дел беше и спортот, бидејќи таму го поминам 90% од моето време, тренирам одбојка и таму си ја обновувам енергијата, ја вадам целата нервоза, целата тага и мислам дека е многу битно и младите да тренираат некој спорт. Колку убаво спорт и грижа за ментално здравје, мислам дека нема побава комбинација, посебно на 14 години. Марија, конференцијата беше поинаква и уникатна, бидејќи децата беа водители и говорници. Што заклучи втора година поред? Што добиваме кога им даваме глас на децата? Глас за менталното здравје, да зборуваат? Кога им даваме глас на децата, правиме многу работи за нив, бидејќи тоа е нивната основна потреба денес. Ние родителите, односно ние возрастните, многу често мислиме дека децата ќе ги заштитиме со молк или со укажување дека треба да молчат. Молчи сине, некако си го имаме и тоа традиционално. Да, тоа не е во генот некако така растевме, барем нашите генерации, да. Но децата, токму на оваа конференција, знаете, кажа и Боријан и Јована дека нивниот глас е веќе слушнат и на други места, и во Маша Марија, каде што навистина можат да се ги изразат своите емоции и тоа многу им значи. Но тоа не е доволно поле, знаете, тоа треба да се прошири, да се пренесе на другите, да им се пренесе на нивните врсници, да им укажат дека не се сами. Така да кога децата застанаа на сцената и говореа јасно, гласно пред многу гости таму и нели пред другите кои пренесоа, всушност децата беа видени, прво нешто што беше направено за нив, беа видени и беа вредни пред сите. Пренесоа нешто многу важно што го носат длабоко во себе и беа слушнати од сите други кои беа апсолутно присутни тука за да ги слушнат токму децата. А второто нешто кое им го дадовме на децата е на тие деца кои беа во публиката, им се испрати порака дека не се сами и дека можат да говорат силно за своите предизвици, за сето она со кое се соочуваат. Кои пораки и моменти ве допреа емотивно на конференцијата најмногу од аспект на тоа дека свативте и ви укажа каква е денес состојбата со менталното здравје кај децата и младите во Македонија?
Особено на оваа конференција, мене сите деца секако ме допреа што зборуваа на конференцијата. Да, не издвојуваме секој со својата приказна, меѓутоа ако можеме да заклучиме генерално каква е состојбата како момент, со кои предизвици се соочуваат младите кај нас, што излезе од нив, бидејќи кога зборувале таму тоа сигурно бива искрено. Кај младите нема Тоа беше толку искрено, јасно, отворено, предизвика доста солзи во публиката и тоа е одлично нешто што го предизвикавме. Тоа ме допре, што децата допреа до присутните. Децата изразија својата осаменост, децата јасно, гласно, силно, длабоко од себе ги изразија своите емоции и тоа за нив беше силно, прекрасно чувство да се доживеат пред другите и да видат дека другите всушност седат тука пред нив и ги слушаат и се присутни во моментот кога тие им требаат. Имавме теми кои децата тргна да се преиспитуваат на самата бина, тргна да се преиспитуваат самите себе, колку можат да прашуваат во публиката што сега јас треба да бидам за вас. Дали јас треба за вас да бидам она што вие очекувате? Што е она кое го очекувате од мене? Знаете ли со какви притисоци се соочувам јас? Директно да прашаат и да соберат храброст, сето тоа да го изразат. Така да, апсолутно ме допреа нивните емоции, колку силно, длабоко, искрено го пренесоа децата сето тоа, каде што не требаше ништо да се организира, туку требаше само да им се даде место и простор каде што децата можат да се изразат. Најголемите предизвици нормално се оние притисоци од социјалните мрежи, очекувања со кои се соочуваат, како мораат да бидат замолчани, како се соочуваат со тој молк кога не можат да кажат и не можат да пренесат. Доста пренесоа што е и работата со психолог, бидејќи токму тоа е и целта на таа конференција, да зборуваат децата отворено, затоа што децата повеќе изразуваат потреба за психолог отколку самите родители за своите деца. Така да, дефинитивно, емоциите на децата беа тие кои најдлабоко допреа од оваа конференција. Јована, Боријан, што порака можеме да испратиме при крајот разговорот до младите луѓе кои што не гледаат утрово? Еве, ајде прво може Јована да размислиш, може? Сакаш да размислиш малку, добро. Мислам дека порака која што сакам да испратам на сите млади што се соочуваат со некоја ситуација е дека треба да се искажат, дека ќе им биде многу полесно и дека се ќе помине и се со причина и ни ситуацијата која или предизвикот во која поминуваат е само нешто што ги спрема понатаму во животот да бидат посилни и ако тие го кажат тоа нешто, дека ќе се сменат доста работи, прво нив ќе им биде поубаво, друго сите ќе слушнат нив, ќе се осеќаат слушнати и ќе може да размислуваат малку од перспектива на нас, бидејќи сепак сме само млади и не сме толку навикнати да поминуваме низ толку тешки работи, но ете со помош на психолог или зборување да сме слушани, ќе ни биде многу полесно. Смисливме некоја порача за крај? Не? Добро. Марија? Боријан со својата насмевка верувам дека испраќа најмногу пораки. Сега, да, тоа затоа што како што го најавивме, тој е еден од протагонистите, односно главните улоги не само на конференцијата, туку главните улоги во центарот наша Марија, кој знае да пренесе толку многу емоции и на конференцијата толку многу силно посакуваше да му се падне бројчето, имавме извлекување на некои поклончиња и не му се падне. И таа емоција која ја пренесе на крајот од конференцијата беше толку силно нешто колку треба емоциите да ги пренесуваме. А јас би пренела до родителите да бидат присутни во животите на децата. Еве, барем нека бидат прво блиску до нивната возраст, да разберат со кои предизвици се соочуваат, да ги слушаат без да им даваат совети, да ги критикуваат и да им укажуваат, само нека седнат и да ги слушаат, барем нека имаат едно 10 минути во текот на денот. На наставниците би им препорачала 1 час изгубен како си, што се случува, дали сте добри. 1 час ако изгубат, нема да изгубат многу од наставната материја. Дефинитивно една топла училница може да промени многу, а на институциите би им препорачала менталното здравје не треба да биде проект, треба да биде приоритет. Тогаш ние многу работи ќе промениме, бидејќи реалната слика ни кажува
што ни се случува денес на Гледаме вистина. по нивните примери, од овие деца никогаш нема да чуете пцовка, вербален напад, било каков напад, се гледа по нивната насмевка едноставно, па дури и децата што тоа го прават, како што кажа Боријан, со што се соочувал на самиот почеток, тоа не и до самите дечиња за жал, тоа потекнува и од средината семена од која што доаѓаат, рефлектираат преку тоа, некој немир кој што го носат со себе, па се надеваме дека ете и тие родители ќе се одважат како овие храбри родители на овие дечиња да едноставно мислат добро за своите деца, бидејќи ако се работи на менталното здравје, така покажуваш дека му мислиш добро и го сакаш своето дете уште повеќе и безусловно. Така и искрено, еве и до институциите најмногу повик дека ние токму на тој начин ја градиме иднината. Така. Ви благодарам многу, убаво си поминавте. Да. Водата вкусна ни била тука во македонска телевизија, така? Да. Благодарам уште еднаш. Колешката Гордана ни е подготвена, време и за второто издание на утринските вести во 9 часот.